Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот. Најчесто станува збор за деца во предшколска возраст. Причините за овој проблем може да бидат различни, велат логопедите, но како општи причинители се појавуваат технологијата, странскиот јазик од цртаните филмови и неактивноста на децата. Брзото темпо на живење, најчесто живењето на одвоено живење од бабите и дедовците, се повеќе младите брачни парови живеат сами. Децата се најчесто пред компјутер, влијае врз развојот на говорот. Децата се повеќе се пред компјутери, гледат повеќе серии кои што се насилни, кои што не се со македонски јазик и се доведува до патологија на говорот, која што најчесто логопедите ја диагностицират навремено во текот на месец септември, после што следува рехабилитацијата на говорот. Јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говор и глас од Битола секоја година врши диагностика на децата во сите основни училишта во општина Битола и детската градинка Мајски цвет. Се гледаат сите првооделенци, односно децата над 4,5 годишна возраст. Секоја година во Битола се зголемува бројот на патологија на говор. Меѓутоа тие се патологии така наречени дислали од стручна гледна точка, односно се работи за одредени гласови, најчесто ги немаат РЛ, С, Ш, Ж, или ги субституираат со еден одреден глас и за многу брз временски период од неколку месеци таа патологија се коригира и она што се случува во септември како диагностика се завршува во рамките на самата градинка или во самото училиште. Логопедите советуваат што е можно повеќе да им се чита на децата, да се разговара со нив, да им зборуваме како на возрастни, затоа што во овој период тие имитираат се што ние правиме. Бабите и дедовците пожелно во сабота и во недела да ги земат децата, да им читат приказни, затоа што родителите се повеќе се зафатени. Мислам дека е од суштинско значење.